мислиме дека ексклузивата само за една етничка заедница да бидат одредени позиции е непродуктивна. Дали ДУ е подготвена опозицијски да делува после изборите, доколку не се исполни ветувањето идниот претседател на државата да се избира во собранието? А зошто ДУ да биде во опозиција ако ќе ја ужива поддршката од граѓаните? Во Македонија процесот на приватизација пред 30 години е изведен, никој во државата тогаш не реагираше зошто албанците не добија ништо. Има луѓе, особено тие кои преку спорна, да не кажам криминална, приватизација станаа милионери, мислат да ја управуваат целата држава. Постои ли опасност некој да повика на тивог бојкот на престојните претседателски избори? Не постои апсолутно никаква шанса. Затоа што на сите им е битно да си ја покажат вистинската вредност. Нема теорија да има бојкот. Какво е расположението кај граѓаните? Изразот цунами им следи на позицијата и лично мислење дека таа партија, дека СДСМ ќе се распадне после изборите. Каде води ова лудило што ни се случува? Ние некако сме општество кое што низ времево развиваме толеранција на насилство и секој од нас кој што не пријавува, кој што на некој начин се заштитува, е одговорен за се ова што ни се случува. И ние сме пред еден колапс и образовен, и семеен, па и општествен. Уште не почната изборната кампања, се чувствува веќе изборна еуфорија и кај едните и кај другите. И актуелната опозиција, која претендира да ја освои престојната власт по изборите, но и актуелната владеачка гарнитура се надева на победа на престојните парламентарни, но и претседателски избори. Во ово издание на Тренинг гостин е Арбер Адеми, подпредседател на ДУИ, шеф на пратеничката група на интегратиците во Законодавниот дом, но и председател на Комисијата за европски прашања. Господин Адеми, ако прашањата бидат непријатни и ве испровоцирам, дали може да се случи да почнете да ме малате со книги, како што бевме сведоци, како летаат чаши и кафиња во Собраниската Комисија за европски прашања, кога влеговте во жестока дебата со Милошовски? Тогаш не беше жестока дебата, но многу повеќе од тоа. Јас бев нападнат на мојата работна маса како председател на комисијата. И секако дека јас изразив жалење за сите тие ситуации кои нели општеството беше приморано да ги види и да ги следи, но се случува и во храмот на демократијата да не им се дозволи на пратениците, во овој случај мене, како председател на комисијата, физички да бидам нападнат додека ја водам Комисијата за европски прашања. А ако за вас собранието е храм на демократијата и за многумина сметаа дека е храм на демократијата, не ви се чини дека собранието се претвори во срам за демократијата? Делумно имате право. Сакам да ви одговорам на искрен начин, бидејќи вие сте сведоци дека во овој мандат тоа што се случувало во собранието и што се случува е без преседан. Зошто? Затоа што блокирањето стана правило, а нормалното функционирање на собранието стана исклучок. Само вие сте новинар, можете да истражете, не е многу длабоко, бидејќи брзо доаѓате до вакви информации, да направите пресек. Сите комисии кои се раководени од опозицијата, да видите зошто за некој предлог закони воопшто, ама воопшто, не е свикана никогаш седница. Нели е храмот на демократијата? Нели треба преку дискусија, преку предлози, амандмани и слободно убедување пратениците да заземат став за било кое прашање.
за кои имаме конкретен предлог, нели? Речиси 100 закони, речиси. Не се воопшто свикани седници на комисии кои се раководени од опозицијата, каде тие преседаваат. А колку закони биле блокирани со илјадници и илјадници амандмани, и треба да истражете, треба да направите некоја анализа, а ве предизвикувам вас лично и сите други новинари, сите кои имат и малку општествена одговорност, да направат анализа. Зошто се случуваше ова? Господине Демир, зошто за вашиот лидер Али Ахмети визија и приоритет е идниот претседател на државата да се избира во собранието, а не на непосредни избори? Зошто овој услов го испорачувате непосредно пред стартувањето на изборната кампања? Не, ако се вратиме во ретроспектива, ние можеме да се увериме слободно дека уште во 2009 во изборниот конгрес на ДУИ во декември 2009 Али Ахмети наброи 12 позиции кои дотогаш биле недостижни за албанците и за другите од кои се нели од немнозински заедници. И од тогаш до денеска ние сме сведоци дека добар дел, речиси 90% од тие позиции, биле раководени или се раководени од албанците. И никаков зијан не се случи на земјата. Напротив, ние сме го имале Талат Џафери како председател на собранието, не само според нас, не само според албанците, туку и според искусни политичари македонци, тој бил еден од најдобрите председатели, најдобар председател на собранието. Така што мислиме дека ексклузивата само за една етничка заедница да бидат одредени позиции е непродуктивна. Затоа Али Ахмети, како и секогаш, настапува со прогресивна идеја и не е нова идеја. Можете да ги прочитате нашите изборни програми од 2014, 2016, 2020 и тоа е нотирано тамо, е ветување наша, но чекор по чекор сме стигнале и до позицијата председател на државата. Зошто е прогресивна? Бидејќи сега председателот се избира на непосредни избори. И не е со целосен легитимитет, да зборуваме искрено. Затоа и намален прагот во Уставот од 50% за вториот круг на избори, за излезността, да биде на 40% излезноста, за да имаме успешни председателски избори. И сега ве прашувам, кој е легитимитетот на еден председател кој може да издвојува победа со 21%, 22%, 23% од вкупниот број на избирачи во Република Северна Македонија? А кој е легитимитетот на председателот на државата, според предлогот на Али Ахмети, да биде избран со двотретинско мнозинство, што обезбедува општествен консенсус со над 80 гласова за тој председател и умеѓу време и Бадентерово мнозинство, што со тоа што ќе се обезбеди меѓуетнички консенсус. Нели велиме дека председателот на државата е таткото на сите граѓани? Добро, според оваа ваша теза, дали тоа значи дека сите досегашни председатели на државата, вклучувајќи го и последниот Стево Пендаровски кој ќе трча за уште еден мандат, немале целосен легитимитет? Тие сите председатели до сега биле избрани, но секогаш биле оспорени. Ако за ДУИ е услов, Добро. Идната владина коалиција, односно да партиципирате во влада, да биде услов идниот шеф на државата да се избира во законодавниот дом, прашањето ми е дали ДУИ е подготвена опозицијски да делува после изборите, доколку не се исполни ветувањето идниот претседател на државата да се избира во собранието. Ова е за мене дежаву прашање, исто како во 2020, кога настапивме со предлогот прв премиер Албанец, истите прашања се поставуваа.
но ние сме сведоци дека тоа е реализирано. Талат Џафери е премиер на државата со полн политички капацитет. Бидејќи владата со полн капацитет функционира, собранието со полн капацитет функционира и така натаму. Бидејќи немаме предвремени избори, немаме распуштање на собранието. Така, затоа велам со полн политички капацитет функционира и владата, и собранието, и сите институции во државата. Така што за нас Адеми, ова е техничка влада која има за цел исклучиво да ги спроведе изборите. Не е ова Талат Џафери не е технички премиер, бидејќи таков поим не постои и во изборот, одлуката за изборот негов, таму пишува председател на владата на Република Северна Македонија. Но, да се вратам на прашањето. Ние мислиме дека на граѓаните треба да им нудиме прогресивни решенија. Прогресивна решение, идеја и визија е токму ова на Али Ахмети, за да имаме председател избран во собрание. И тоа не значи наметнување, надгласување од страна на ДУИ, ако сакате и од албанците, бидејќи треба да имаме консензус. Од страна на собранието. Не ми одговоривте конкретно на прашањето. Дали ДУИ е подготвена да делува опозицијски после изборите, доколку не ви се исполни барањето идниот председател на државата да биде избран во собранието? А зошто ДУИ да биде во опозиција ако ќе ја ужива поддршката од граѓаните? Заради тоа што повеќе не важи правилото победник со победник. Потоа не треба да се жалиме ако не функционират институциите. Ние ова сме го виделе во 2006. За 16 месеци се докажа дека институциите не би можеле да функционират, особено собранието. Како ќе се донесат законите кај што треба Бадентерово мнозинство? Има голем број на закони и реформски закони кои треба да се носат со Бадентерово мнозинство. Но само уште нешто да споменам. Ова наше барање не важи само за првиот круг на председателски избори. Ова наше барање за да се избира председател во собранието важи и за вториот круг на председателски избори и за парламентарни избори на 8 мај, но и при формирање на идната влада. Не гледам зошто би имале ние, за сите политички партии, велам, отпор кон некоја прогресивна идеја. Постои ли опасност да пропадне или да не успее изборот на идниот шеф на државата, односно да не се постигне цензус уште во првиот круг од председателските избори? Дали може би ДУИ притаено работи за на некој начин да се анимира членството за тивок бојкот на престојните избори за председател говорам? Видете, самото ваше прашање го потврдува сето она нашево, зошто ни треба ние да бидеме за ова прогресивна идеја председател на државата да биде избран во собранието. На ова прашање лидерот Али Ахмети ви одговори. Бојкотот не е соодветно решение за било што. Но треба да бидеме рационални. Доста е со популистички пристапи, одлуки и така натаму. Треба да бидеме рационални. Не треба да оставиме простор и позиции кои ќе бидат генератор на проблеми, тензии и ескалации. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски најавува дека е возможно и дека ќе работи на формирање на влада без ДУИ. Дали во таков случај ДУИ би гласале за спроведување или за изгласување на уставните промени и внесување на бугарите во преамбулата од позиција на опозиција во парламентот? Најпрви ние нема да бидеме во опозиција, бидејќи ќе ги добиеме изборите, а второ, ако
ептен сте заинтересирани како би делувале ние визави уставните измени. Ние уште во овој мандат, нели рековме, ајде широка влада, сите да бидат нели дел од владата, и имавме предизвик од ВМРО ДПМН дека тие би биле за да учествуваат во владата, но без дуи, и би гласале за уставните измени. И ја прифативте фрлената ракавица. Одма. Ниту 5 минути, ниту 10 минути од овој предлог ние реагиравме во јавноста, да, повелете во владата, ние ќе бидеме во опозиција, но само изгласајте ги уставните измени. Зошто? За нас е битна иднината на државата, иднината на граѓаните. Кај одиме вака? Со популизам, со национализам, кај одиме вака? Што им нудиме на граѓаните? Подобро утро? Никако. Уставните измени не за Дуи, не за Али Ахмети, туку за граѓаните треба да ги носиме час поскоро. За да обезбедиме подобра иднина, да ја зачуваме ова наша заедничка татковина. За тоа треба да ги донесеме уставните измени. Без калкулации колку ќе добијам, колку ќе изгубам како политичка партија, на дневна основа да ги гледаме тие рейтинзиве. Господин Адеми, овој дел ќе го заокружам со уште едно директно прашање до вас. Дали по овие парламентарни избори е возможна влада ВМРО ДПМН, СДСМ и ДУИ? Сега ова хипотетичко прашање, за нас е најбитно да се зачува евроинтегративниот пат на Република Северна Македонија, и не за нас, пак ќе повторам, за сите нас заедно, за ова наша заедничка татковина. Друга држава јас немам. Јас планирам мојата иднина да ја градам тука, моите деца се тука, учат тука, и заедно со моето семејство тука ќе бидеме. Пасош, двоен, друг пасош, јас немам. Како што имат некои други патриоти што излегуваат по медиуми. Така што имаме црвени линии, за нас е битен Охридскиот рамковен договор, Преспанскиот договор, договор за добро соседство со Бугарија, уставните измени кои произлегуваат од преговарачката рамка и председател на државата избран во собранието, независноста на Косово, бидејќи се појавуваат и политички партии кои сакат да ја отрујат на народот, да го отрујат народот со лажен патриотизам, национализам, и сакат да опстанат во политичката сцена со тензии и со проблеми. Само не треба да потпајаме на стапицата на популистите и лажните патриоти, кои не сакат да ја видат ова земја да напредуваат, бидејќи повеќе мислат за сопствениот рейтинг и за рейтингот на сопствената партија. Гостин во Трин, Карбар Адеми, подпредседател на ДУИ, координатор на пратеничката група на интегративците во собранието, председател на Комисијата за европски прашања. Господин Адеми, каква е улогата и влијанието на косовскиот премиер Албин Курти на домашната политичка сцена, ако Ахмети категорично тврди дека Курти се меша во внатрешните работи на земјата, и ако Курти стои директно или индиректно зад европскиот опозицијскиот европски фронт, дали всушност Ахмети е привезок на Вучич и на Рама? Видете вака, кој е Ахмети и што е Ахмети, сите знаат. Не треба да пребаруваме информации за улогата на Ахмети, со кој е врзан и што работи. Али Ахмети работи цело време за подобра иднина на ова држава. А кај вашето прашање, дали премиерот на Косово има некоја улога, тука јас би кажал дека не е ништо ново, бидејќи 2 пати до сега учествувале со опозицијата, во кампања на опозицијата, држале говори по нивни митинзи, само ги
сменат партиите кои ги поддржуваат. Бидејќи најпрвин го поддржува Зијадин Села, Алијанса на албанците, бидејќи беа по митинзи кои ги организираше Алијанса за албанците. А сега Зборувате за истиот Зијадин Села кој сега ви намигнува вам како можен иден коалиционен партнер? не зборувам за Алијансата за албанците во времето кога Зијадин Села беше председател и сега е пак председател на таа партија, се врати, нели? Тогаш беа бидејќи тие беа опозиција на ДУИ, тогаш. Беа во нивни митинзи, сега се два пати и за председателски избори 2019 и за парламентарни избори 2020. И ДУИ и Али Ахмети усвоија победа. Бидејќи граѓаните што живеат тука, како јас и ти, знаат да проценат кој има конкретна понуда за подобра иднина, а кој има само празни фрази и флоскули. Така што и овој пат, како и секогаш, граѓаните кои што живеат тука, кои се сведоци на овој напредок на нашата држава, тие ќе гласат и праведно ќе одлучат за Али Ахмети. Во Македонија процесот на приватизација пред 30 години е изведен, никој во државата тогаш не реагираше зошто албанците не добија ништо. Сега вие, поточно ДУИ многу често вели дека на македонската олигархија и смета Али Ахмети и неговата политика, албанците да учествуваат во поделбата на финансискиот колач. И тука имаме поделба по етничка линија. Секако дека има поделба, зошто тогаш би се организирал тој хибриден политички центар за да ги исклучи албанците не само од економијата, од институциите, туку и од политичкиот живот и од процесот на одлучување. Се додека ние така се гледаме. Има луѓе, не дека сите така се гледаме. Има луѓе, особено тие кои преку спорна, да не кажам криминална, приватизација станаа милионери, мислат да ја управуваат целата држава. И организираат секакви операции, средби, како да се обединуваат против албанците. Тоа не носи напред. Ептен искрен сум со вас. И не сме наивни. Значи, не седиме со скрстени раце апропо ваквиве организации и движења. Но и ние и вие, граѓаните на Република Северна Македонија, треба да оценуваат. Зашто, во која стапица треба ние да влегуваме? Од таа стапица што ни ја подготвуваат овие луѓе кои врз грбот на граѓаните станале милионери и што сега сакаат да управуваат и со политиката, и со економијата, и со институциите, и со се. Кај ќе не носи ова? Подобро утре ќе ни обезбеди ова политика. Јас не верувам. Како вие тогаш ги доживувате критиките, забелешките од стратешките сојузници дека во Македонија криминалот и подземјето се во директен дослух со политичките елити пред се во ДУИ и СДСМ, кои, впрочем, креираат една политика на неказнивост? Јас не сум слушнал така дека некој асоцира на Демократската унија за интеграција, бидејќи Демократската унија за интеграција се залага ние да станеме што побрзо дел од европското семејство. Ако ќе бидеме дел од европското семејство, има стандарди кои треба да ги почитуваме сите. И во областа на владењето на правото, и боровата против корупцијата и организираниот криминал. И кој се залага повеќе од ДУИ, а кој резистира, дава отпор да не се случи тоа, да бидеме дел од ЕУ, за да го држи некој си монопол тука. Затоа јас не сум слушал така да асоцира некој на ДУИ, бидејќи токму Демократската унија за интеграција
вложува огромни напори тие европски стандарди и вредности да се почитуваат и во нашата земја и да бидат дел од стандардите тука кај нас. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Благодарам. Фала на поканата. Следевте интервју со Арбар Адеми, пратеник, координатор на пратеничката група на ДУИ во Собранието, како и председател на Комисијата за европски прашања. Следете Трилинка во продолжение. Синиша Пекевски, политиколог, докторант на Факултетот за општествени студии во Нова Горица, Словенија, стана препознатив колумнист по критичкото обсервирање на власта и работи како консултант и проект менаџер за туризам и политика. Пекевски, можни ли се избори да се спроведат, а истите да бидат признаени и од актуелната власт, и од опозицијата сега, во услови кога сега, уште од самиот старт, гледаме разгорена кампања и реторика? Прво, благодарам за поканата да бидам дел од Трилинг. Супер емисија, си ја следам редовно. И мало дополнување, бизнис консултант и communication експерт ми е најголемата експертиза. Ако зборуваме за избори, секогаш има некој што ќе условно буквално ќе плаче и ќе каже дека изборите биле нефер. Уште од сега гледаме црна кампања, она што изразито многу лошо влијае врз луѓето е тоа што и врз перцепцијата на нас како држава е тоа што веднаш се започна со црна кампања, наместо да зборуваме за проекти, за идеи, за што ќе подобриме, ние политичките партии започна со оцрнување на конкуренцијата, што е поразително. Може ли валканата кампања да продуцира чисти избори? Чисти ќе бидат секако, заради тоа што ќе биде за мене не постојат можности за изборни неправилности. Може би во одредени рурални средини, ама тоа се минорни гласови и генерално веднаш може да се препознае каде излезноста ќе биде екстремно висока, а луѓето знаат кои се тие, како се вика, кои се тие општини или населени места. Она што е дополнително што ми дава надеж дека нема да има неправилности е заради тоа што имаме толку многу во сите блокови, условно да го земеме и албанскиот блок и во македонскиот имаме толку две спротивставени страни што нема да постои веројатност за било каква неправилност. Од друга страна ќе имаме наблюдувачи, не верувам дека ќе си дозволи било каква која партија да се дозволи таков луксус, некој нивни симпатизер или член да направи нешто што ќе го доведе во процес гласањето во тоа изборно место. Дали овој предизборен валкан вокабулар и реториката која може да се слушне и од едната, и од другата, па и од третата политичко-партиска провиненција може да доведе да се оспорат председателските избори, исходот од председателските избори? Не може да се оспорат од прва причина заради тоа што се совпаѓаат со парламентарните избори и по дефолт морате да гласате и за двете листи. Не може да го земете едното ливче да гласате, другото не. Може да го пречкртате, може да го поништите, но излезноста секако ќе биде на високо ниво. Она што ќе биде пресудно за парламентарните... Велите дека излезноста ќе биде на високо ниво, но имате во предвид дека цензусот кај нас последниве години е свесно намален, поради тоа што постоеше ризик и тој цензус потребен да биде... се споени со парламентарните избори. И заради тоа верувам дека ќе има висок одзив. Колку што ќе биде за парламентарните, толку ќе биде и за председателските. Бранот победнички на опозицијата ќе го донесе дополнително, ќе го подигне, ајде да кажем, и мотивацијата. Постои ли опасност некој да повика на тивог бојкот на престојните председателски избори? Не постои апсолутно никаква шанса.
затоа што на сите им е битно да си ја покажат вистинската вредност и да си го пребројат колкав е нивниот електорат, колкаво гласачко тело имат. Нема теорија да има бойкот од ниедна страна. Кој би ја креирал во ваква ситуација или кој ја креира во овој момент ова помалку валкана кампања? Кампања во која не гледаме, иако е се уште не насетуваме поточно реални проекти, туку пред се одсрнување на политичкиот опонент. Па јас долго време зборувам дека во Македонија неквалитетот владее. Од тоа што толку многу неквалитетот владее, се спроведуваат такви планови и ајде ги кажем и стратегии. Не знам кој им ги креира стратегиите и на позицијата и на опозицијата, вклучително и на албанските политички партии, но она што го прикажуваат дефинитивно не иде во позитивна насока. На јавноста, поготово на граѓаните, до тука им е од плюкање, од негативности, затоа што само што ќе излезат на улица, веќе се справуваат со еден куп негативна енергија, што би рекол, дали од загаденост, дали од голем собраќај, дали од високите цени дали од корупцијата, дали од коруптивното судство, и им треба малце позитивност да се внесе во нивниот живот и да видат дека има светла точка, дека можеме да се придвижиме. Ова што сега го прават политичките партии, претпоставам дека се имаат така наречени пиар експерти кои не си ја знаат својата работа, имаат некакви конекции блиски до раководството или до тие што одлучуваат и затоа ни се случува ова што ни се случува. Мислам дека време е да се променат и да му се дае шанса на квалитетот на оние луѓе што навистина си ја знаат својата работа. Дали може после мајските избори да следуваат нови парламентарни избори? Не гледам никаква причина, нити шанса реално да има некакви нови избори, затоа што моето убедување од целокупната анализа што имам направена, реално и од теренот, бидејќи многу често сум во низ Македонија и во помалите градови и го гледам пулсот и мнението на јавност. Какво е расположението кај граѓаните? Па јас изразот цунами им следи на позицијата и лично мислење дека таа партија, дека СДСМ ќе се распадне после изборите или дека во најдобра рака ќе се сведе на Демократска странка во Србија. ДС што функционира во Србија, која веќе нема да излезе нема никогаш веќе да се издигне. Гледате и во Србија, не успева никако да го дигне тој цензус на популарност. Изборите 2017 им беа втора шанса на СДС да покаже, на СДСМ да покаже дека се способни да владеат, се докажа дека не се способни, дека немаат капацитет да се справат со предизвиците и веројатно ќе се појават некои нови политички партии, како што гледаме, како знам, кои има сериозен потенцијал да го продолжи со ваквата политика, може би ќе се појават и други политички партии кои ќе ја заземат сцената или присуството на СДСМ на политичката сцена. Како гледате на расположението и поддршката кај албанскиот електорат? Се создаде европски опозицијски блок кај албанската етничка, односно кај триото Таравари, Меджити, Касами. Од друга страна, во ова студија пред вас беше Арбер Адеми, подпредседателот на ДОИ, кој е убеден дека и по овие избори интегративците ќе бидат во дел од идната влада. Од друга страна, лидерот Мицковски на ВМРО-ДПМН, кој претендира да биде премиер, категорично тврди дека ДОИ е време да замине во опозиција. ДОИ секако ќе биде во опозиција и јас ги разбирам. Ајде ги кажам, представниците на ДОИ мора да веруваат и мора да се поддржуваат измеѓу себе. Она што ми мене поразително е што го туркаме концептот на граѓанска држава, а во суштина цело време збориме македонци и албанци. Значи, има само граѓани на Македонија од
некаква етничка припадност. Кога зборуваме за ајде да кажем, тој албански блок, веќе и на граѓаните од албанската етничка група, веќе им е преку глава од корупцијата која владае. Мислите дека него гледаат она што се случува со Соравија, со тендерите, со грантовите кои се додолуваат само на блиски на Дуи? Мислите дека они се слепи? И они го дишат загадениот воздух. И они кога идат по улици ги гледаат нечистотијата. И они кога идат во судови ја гледаат корупцијата и какво судство. Значи не можеме да зборуваме ние веќе дека Дуи има некаква агенда кога во сите влади беше и апсолутно не постигна никаков резултат освен финансиски бенефит кои водечките луѓе на Дуи и блиските до нив профитираа. Актуелната опозиција создава медиумска атмосфера за амнестирање на осудените за упадот во собранието. Дали амнестијата за нив ќе биде првиот државнички потек, доколку професорката Гордана Силјановска-Давкова биде избрана за председателка на Република Северна Македонија? Значи вака, кога станува збор за настаните кои се случија, длабоко ги осудувам и тие луѓе дефинитивно требаше да бидат казнети. Но она што го направија целиот тој циркус со луѓето кои се осудени на драконски казни, буквално не треба да се амнестираат, туку ти треба да се преповторат тие судења и казните, според мен, иако не сум правник, треба да бидат далеку помали. И она што им се прави на тие луѓе што се таму, кога ќе земете да компарирате они што направија и треба да бидат казнати за тој незаконски упад и влегување во институциите, но од друга страна гледаме се амнестираат криминалци, убици, силувачи, трговци со дрога, каде што добиваат драстично помали казни, дури воопшто не ни лежат во затвор, а вие осудувате такви лица единствено затоа што беа, ајде ги кажем, родолюби, кои на поагресивен начин го изразија незадоволството од она што се случи во собранието. Да, треба да бидат казнети, но не вака драконски и е срамота за Македонија. Прогнозирате дека на следните парламентарни избори СДСМ ќе доживее фијаско. Цунами би рекол ја, не фијаско. Еве цунами, како што се изразивте. Дали тоа значи дека на Мицковски му се олеснува патот за формирање на идната влада, без при тоа да биде условуван од некој од партиите за коалицирање? Па вака, мислам дека прв реков дека ВМРО ДПМН и таа групација што е околу нив, дека ќе имат нас 61 пратеник. Малце е лошо за Македонија што секако мора да го наметна правилото дека мора да има албанска партија во влада. Јас него гледам дека не гледам потреба да се има албанска партија, туку секој оној кој може да формира влада, треба да формира. Ако можат одредени политички партии да формираат влада, супер, да не поставуваме квантитети дека мора некој да биде, ништо не мора. Од друга страна, убеден сум дека Мицковски ќе победи, но сметам дека се уште не е свесен каков товар презема. Во насока, да, ќе формира влада, но кога ќе види со какви проблеми, ајде да не кажам проблеми, предизвици ќе се соочи, и сметам дека ќе му требаат врвни експерти, не партиски војници и подржувачи, лојалисти, туку ќе му требаат експерти за да се надмине таа некако се надминат предизвиците. Дали се тоа надворешната политика, дали економија, дали судство. Со кадрите кои ги има околу нив, околу себе, кои му се лојални, сметам дека нема да успее во таа намера, освен ако не вклучи
експерти, а имаме многу експерти. Ќе ја земам пример една поранешна министерка која во моментов работи во Белград и е врвна во делот на дигиталната трансформација и дигитализација во Србија. Имаме врвен економски и медицински експерт кој е директор на една фармацевска компанија и работи живее во надвор од Македонија и сметам дека таквите луѓе треба да ги прибере и да им се понудат услови да можат нивното искуство, знаење да го внесат ако сакаме да имаме прогрес. Ако се одлучи кој ќе формира владата да иде на партиски лојалисти, мислам дека нема да трае таа влада и дека ќе има година и пол и давам ајде да кажам капацитет на владење и веќе на се што гледам, да се надорзам на вашето прашање, он веќе има партнер во Арбен Таравари за новата влада. Господин Пекевски, во последниот одговор од моето прашање рековте дека не мора по секоја цена во идната влада да партиципира некој од партиите од албанскиот табор. Кои се предизвиците и опасностите од формирање на чиста етничка влада или мултиетнички владин кабинет? Нема опасност. Јас цело време зборам, ако ние сме граѓанска држава, што е битно колку албанци, турци, македонци има во една влада. Тие луѓе таму треба да испорачуваат квалитет и резултати и да го подобруваат нашето живење и нашата економска благосостојба. Апсолутно не ме интересира дали треба да има 5 жени или 50, пошто тоа е сега модерно, па да има 25% албанци затоа што така налагат. Не. Може да има 90% албанци ако се способни. И ако има такви луѓе, може да има 90% жени, ако тие жени се навистина експерти и резултати да го покажуваат. Да. Мислам, дај да престанеме со квантифицирање. Дај квалитетот веќе да почне да се цени. И заради тоа верувам дека од некаде мора да се почне да се третира тој квалитет. Мислам дека тоа и го гледаат и граѓаните и веќе име навистина преку глава од бројки колку проценти е застапен некаде. Мислам, никаде го нема тоа, освен во Македонија, на жалост. Следите тренинг гостин во емисијата Синиша Пекевски, политички аналитичар. Пекевски, на крајот уште две прашања. Без разлика кој ќе ја формира идната влада. Главниот камен на сопнување или предизвик за идниот владин кабинет на Линдемска број 2 е спроведувањето или изгласувањето на уставните промени. Дали Мицковски ќе обстои на ставот дека нема да прифати изгласување на устав и внесување на преамбулата според бугарски диктат, како што велат од ВМРО-ДПМН, или сепак по изборите главен приоритет ќе биде нивната влада да ги спроведат уставните промени? Вака, кога зборуваме за договорот, ја мислам дека се може да се промени, иако не убедуваат членовите на сегашната влада дека не може да се промени, да се изгласа по. Значи, на светско ниво се случуваат големи промени, има избори во Америка. Чекате, господин Пекевски, мислите дека може да се промени преговарачката рамка? Апсолутно. Што е тоа што не може да се промени? Што е тоа уклесано у камен, па да не може да се промени? И на крајот, ние можеме да се фокусираме прво кон себе, прво дома да си ги расчистиме сите работи, да покажеме дека сме капацитетни, па на крај сами ќе не повикаат. Јас секогаш велам кога има некаков проблем, да седнеме очи у очи, да седнеме се договориме што е тоа што вас ви смета, ајде да го решиме. Проблемот не е во Бугарија, иако нас цело време убедува дека Бугарија таа што не стопира. Не, нас не стопираат други држави кои само преку Бугарија ги наметнуваат нови предизвици, затоа што гледаат колку сме ние коруптивна држава, колку сме катастрофална во секое поле. Гледате го проектот со Бехтелинг. Дали сте виделе некаде во Европа, каде што ние тежнееме, да има таков договор кој е склучен? Нема. И сега сакате да
да кажеме дека Бугарија е крива, не, апсолутно. Големите сили има одредени држави кои се против нашето вклучување таму, затоа што јас долго време зборувам дека кога ќе не внесат, ќе си направат еден куп дополнителни проблеми. Со нас ќе треба да се занимаваат буквално ко со мали дечиња да ајде напри сега ова, па да не контролираат, па да... Пекевски, на крајот, па рековте дека пред да влезете во емисијата сте биле на вадење на нов пасош. Како не гледаат меѓународните партнери кога ќе увидат дека сме неспособни да реализираме една постапка која знаевме дека треба да се спроведе согласно договорот од Преспа? Јас сум убеден дека ова е внатрешна борба во СДСМ и дека тоа се прелеа само на нација. Не успеа да го изменаџираат. Мислеа дека по-лесно и другачи и поразлично ќе го изменаџират и излезе од контрола. Тоа е првата работа. Втората работа е долно странците не забораваме ние дека мислиме дека странците или странските амбасади тука се слепи и не гледаат што се случува. Буквално знаат во секој момент што се случува во Македонија. Пример ќе давам во Словенија, каде што електронски си закажуваш за било какви документи и кога одиш во енота во јавната управа, чуварот или обезбедувањето на врата не те пушта да влезеш во институцијата, туку те проверува вие во колку имате, во 9. Во ред, вие сте, да, Синиша Пекевски, да, во ред, повелете, влезете. Значи, такво нешто треба да се случи кај нас. Кај нас, влегувате во македонска телевизија таму, значи тоа има милиарда луѓе, условно, буквално, милиарда луѓе се туркаат, влегуваат, слично. Ние не треба да измислуваме работи. Се е измислено, само треба системот како функционира да го преземеме. Многу едноставно. Добро, кај нас очигледно системот не функционира. Па многу едноставно. Ќе застане обезбедување и еден по еден како има закажано термин, така ќе влегува, нити ќе се ствара гужва, нити ќе се ствара галама, нити ќе има преку ред, и врски, туку секи си тече нормално. Кога ќе знаете вие дека сте во 9 влегувате, процесот трае 10 минути, во 9:15 или 9:11 влегува ново лице, пошто процедурата е толку. Но кај нас се ствара гужва само заради тоа што владее хаос. Една обична работа не знаеме да спроведеме и ние после се жалиме дека бугарите ни се криви заради тоа што не можеме да влеземе во ЕУ. Не. Од толку што сме не сме ние како народ неспособни, туку што дозволуваме многу лоши политичари да владеат заради тоа што се цени неквалитетот. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам за поканата да бидам дел од Трилинг. Синиша Пекевски, политички аналитичар. Во Прилеп со нож е убиено 14-годишно момче. Во Скопје малолетник пукал со пиштол. 10-годишно девојче сексуално злоставувано од свој роднина. 2 девојчиња претепале со ученичка, додека машките наместо да бранат, фаќале сеир и снимале. И семејното насилство е во галопирачки пораст. 92% од насилниците се маши. Никому не му фали ни влакно од главата. Народот би рекол што им е налуѓево, каде пропуштаат или попуштаат спрегите во триаголникот деца, семејство, образование. Дали во ова колективно лудило на неказнивост? Насилството како да станува пракса. Во ова издание на Трилинг гостинка Вида Глигоровска-Бубалова, психолог, психотерапевт. Господја Бубалова, каде води ова лудило што ни се случува во секојдневието? Проблематиката на насилство е нешто што за жал бележиме како година низ година зема се поголем замав. И да, статистиката е доста поразителна, но имајќи во предвид дека голем број од жртвите кои што искусиле насилство не пријавуваат
и секако родовата разлика, која што не е само во Македонија, туку и во светски рамки, дека повеќе насилството, жртви на насилство се жени и деца. Меѓутоа има тука и еден голем дел каде што на мажите културолошки не им е дозволено да пријавуваат насилство. Зборувам и за очекувањата дека треба сами да се справат со насилството. Меѓутоа, овие бројки се и повеќе од алармантни и сето ова што се случува низ низа на годините и укажува на барање на вистина еден поинаков поглед и на семејството, и на индивидуата, и на образованието, и на сите други релевантни фактори кои што играат огромна улога во цела оваа приказна. Во таа смисла, некако очекувањата се насочени најмногу кон родителите и училиштето, меѓутоа тоа е само еден дел. За жал, оваа приказна не е апсолутно индивидуален проблем, не е ни семеен проблем, туку е општествен проблем кој што ги опфаќа и другите институции, како што е полицијата, надлежните институции, Центарот за социјални установи, медицинските установи, меѓутоа и секој граѓанин. Ние некако сме општество кое што низ времево развиваме толеранција на насилство и секој од нас кој што не пријавува, кој што на некој начин се заштитува, е одговорен за се ова што ни се случува, поради тоа што земјите кои што имаат намален пораз на насилство се многу сензибилизирани за пријавување, за приметување на насилството и веднаш реагирање. Како да се направи таа психолошка рамнотежа? Се чини дека луѓето стануваат се почесто импулсивни. Сигурно, живееме во стресно време и сите носиме одреден стрес, меѓутоа апсолутно примената на насилно однесување нити го намалува стресот, нити помага на разрешување на некои работи, па дури ако зборуваме во аспект на воспитување на дете, иако даде ефект, тие се многу краткорочни ефекти со многу далекосежни последици во однос на родител-дете, меѓутоа и како ние го воспитуваме и го учиме детето да се однесува кон другите. Стресот влијае, меѓутоа луѓето се доста адаптибилни, луѓето кои што се зрели, луѓето кои што сакаат да промовираат функционално однесување, да наоѓаат различни методи на релаксирање и растеретување од стресните состојби, кои што е факт додека сме живи ќе има стрес. Тоа е некако составен дел од живењето. Меѓутоа, начините на кои што семејството функционира е еден од начините на кои што може да се промовира насилство. Тоа се физичките казни, психолошките казни, економските казни, насилството во партнерските релации, во бракот, не кон децата, меѓутоа децата се жртви на насилство, па ако сакате и во пошироката средина. Она што е факт и во тек се доста кампањи, имало и претходно и актуелно има кои што се помагаат за меѓуврсничкото насилство, е евидентно дека треба да обстојат, треба да продолжат, затоа што освен семејството, како една мала институција, тука е училиштето кое што треба да има ресурси за да ги препознае знаците условно на менталното здравје на децата. Многу често сведоци сме на убиства, крв, тепачки на тротоари, училишните дворови. Од каде тој излив на агресивност? Не говорам само кај младите. Имаме подземни структури кои делуваат. Ни се случуваат убиства во центарот на престолнината. Младите кои што тешко се пронаоѓаат, што е очекувана приказна, да кажеме, во училишните системи, во спортот, во некои други активности кои што се функционални за младите, многу лесно можат да потпаднат под ваков принцип на идеализирање и многу лесно да го присвојат како свој. И кога ваквите ситуации поминуваат, и знаеме дека има семејства кои што на некој начин, можеби и несвесно, ги бодрат насилните методи на комуникација,
Ние често среќаваме нели во работа со семејства кога родителите викаат ти немој прв да удриш, меѓутоа ако те удри треба да вратиш, не разбирајќи колкава одговорност е тоа за детето, во смисла дека он треба физички да се пресмета, треба сам да се заштити, што некогаш навистина не е можно. Меѓутоа помалку се апелира да се повика помош, да се повика возрасен, да тоа се реши на еден функционален начин кој што не подразбира тепачка, ножеви, друго физичко насилство кое што е тука, а ги има. И ние сме пред еден колапс и образовен, и семеен, па и општествен, ако не трнеме со посилни учења на методи на ненасилна комуникација. Вие во една прилика, во едно интервју ќе кажете, живееме во вртлок на финансиска корист и статусни позиции, со се помалку време за семејството и пријателите. Дали децата се жртви на кариерните амбиции на родителите? Дали младите се оттуѓуваат? Или дали, впрочем, живееме во време на се помалку социализација меѓусебна говорам? Некако тие критериуми, па и генерално некои вредности тргнуваат да се менуваат и во концепт на семејството. А тоа е се повеќе луѓе бркаат кариера, работат дополнителни работи и на сметка на тоа веќе како училиштето да не е доволно и се повеќе млади идат на воншколски активности. И кога ова е преку еден ден или е секој ден, некако интеракцијата измеѓу родител, дете и заедничкото семејно време трпи. Трпи и на квантитет, трпи и на квалитет. Што е суштина на меѓусебна поддршка, на изразување на љубов, на заедништво. Ако децата се копи-пейст на своите родители, кој би одговорил ако во Македонија се појави некој нов македонски Кецмановиќ, чак како младиот прилепченец, кој имал на список лица за ликвидација? Би одговарале сите ние, кои што сме дел од оваа земја, затоа што пак ќе кажам одговорноста е кај сите нас. Родителите, како и сите луѓе, во еден момент имаат право да се случи нешто, меѓутоа сите останати имаат право да бидат тука и да помогнат. Кога викам да се случи нешто, мислам да они се разболат или да во одреден период не даваат адекватна грижа на детето. Господа Гавриловска, вие деновиве беше објавен извештај на Државниот завод за статистика и од аспектот односите маж-жена, фокусот е главно на родовата еднаквост. Пред очи не се случува насилништво на посилниот пол. На прсти се бројат мажите што биле казнети со затвор или кривично одговарале. Вие сте координатор на проект за поддршка на жртвите за семејно насилство. Може на прсти можеби да се избројат случаи кои биле целосно расветлени, но многу поголем е бројот на случаи каде што оној кој нападнал, најчесто тоа се мажите, не се соочил со соодветна казна и најчесто полицијата или судството застанува во одбрана на посилниот. Како во ваков еден случај? Јас бев координатор на проектот психолошка поддршка на жртви на семејно насилство 5 години и за жал тој проект прекина. Искуствата и ние се соочувавме со навистина огромни предизвици. Работејќи низ тој проект покажуваат дека институциите прават тоа што можат да направат и оваа тема е повеќе од психолошка и психотерапевска, затоа што има вклучено социјално, има вклучено суд, има вклучено засегнати родители ако се работи за деца или деца ако е еден од родителите насилник. Она што помагаше, секако ние немавме 100% успех со тоа што дел од жртвите на семејно насилство што е очекувано се враќаат повторно кај човекот кој што направил насилство.
меѓутоа веќе не е ништо исто. Во однос на може би најпластично го ја објаснува работата со сексуалното насилство кое што било од родител или од друг семеен член. Процедурата е толку долга да тие деца веќе пораснаа додека нели се заврши целиот случај. Тоа е интензивно стресен период во исчекување за секое дете или секој родител кој што ја минува низ таа фаза, прво затоа што не се чувствува безбедно, затоа што се додека човекот кој што го направил насилниот акт, кој што бил силување или друг вид на сексуална злоупотреба, може да дојде до контакт кој што може да направи силни психолошки последици и ова некако многу долго се пролонгираше наспрема очекувањата на семејствата и секако на жртвите на семејно насилство. Меѓутоа, ваквите програми се повеќе од неопходни, како и шелтер центрите кои што помагаат времено да се згрижат жртвите на насилство, за да помогнат овие луѓе во еден период да се стабилизираат, да се тргнат од насилниот систем и да одлучат како ќе продолжат понатака во животот. И секако, уште еден момент кој што не е исклучиво правило, деца кои што живеат во ваков систем се потенцијални жртви или потенцијални луѓе кои што можат да извршат насилни акти, затоа што живееле во тој систем, таквите акции, насилството им е нешто што им е познато и растеле со сето тоа. На крајот, како психолошки би ја дефинирале состојбата во која живееме во оваа држава? Еден вид на парцијална грижа за добробитта, каде што едни луѓе навистина се грижат, други луѓе некако имаат идеја дека само ова што е моја работа, се останато е одговорен некој друг. И како една грижа каде што некако повеќе се обрнува внимание на образованието. И јас верувам дека идејата или целта на секој родител е да детето стекне академски успех, се описмени, меѓутоа и да знае како да се заштити, да знае како да помогне на другиот и да знае како да стигне до својата среќа или благосостојба, која што не е секогаш само образование и финансии. Тоа е таа меѓучовечна комуникација, тоа е алтруизмот да се помогне некому, тоа е имањето на лична одговорност, конкретно и кон насилството ако се случува пред нас или ако видиме знаци на насилство, како и помагање на другите луѓе, со што и ние сами себе си помагаме. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас за интервјуто. Следете разговор со Вида Глигоровска-Бубалова, психолог и психотерапевт. Следете уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг, во кое гостува пратеникот Арбер Адеми, политичкиот аналитичар Синиша Пеќевски, како и психологот и психотерапевт Вида Бубалова. Довидување до петок во 20 часот и 45 минути.